Пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешнава рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Името, како што и кажува самата рубрика, ми е Јосиф Дамјанов и за денеска имам да ви одговорам Стојчевска Елена, која што прашува што кога ќе ги постигнеме нашите очекувања и симнеме килограми. Кој е следниот чекор за да останеме фит? Елена, искрено многу ми се допадна твоето прашање, едва чекав да дојде среда за да го одговарам, затоа што многу луѓе се мачат со ова и најголемата причина зашто луѓето не успеваат да останат можеби на бројката која што сакаат да ја постигнат на вага е тоа што нивната единствена цел е бројката на вага. И што се случува? Ти кога ќе имаш цел да постигнеш одредена бројка на вага, нема да те интересира начинот на кој што тоа го правиш и веројатноста дека ќе избереш брза стратегија, диета, нешто што ти ветува за 3 недели намалување на 10 килограми, апчиња за слабење или било какви кратки решенија кои што ќе ти донесат само бројка на вага се секогаш на дол крок недобри, од причина што кога ти ќе постигнеш бројката на вага и повеќето од луѓето кога ќе постигнат бројката на вага по која што тргнале, најверојатно ќе си речат окей, сега дај да се вратам на нормалниот живот, а тој нормален живот значи дека ќе се вратат и на старите резултати. Она што секогаш јас го зборувам и со луѓето со кои што работаме дека не треба да бараат начини за како да ослабат, туку треба да бараат начини како да не се здебелат. И кога тебе целта ќе ти биде да не се здебелиш и кога целта ќе ти биде да најдеш начин на живот, тогаш повеќе ќе уживаш во процесот, ќе се фокусираш на континуитет наспроти бројка на вага и најверојатно ќе ги добиеш резултатите кои што доживотно ќе ги одржуваш. Истиот пример и ова што ти го објаснувам го имав и јас и не го зборувам од читано, туку го зборувам затоа што сум го искусил и затоа што сум го одел патот. Она што мене ми донесе 105 килограми пред 7 години беше 2 оброци дневно, никаков ред во исхраната. Она што ми донесе сегашни 85 килограми беа појадок, оброци на 3-4 часа, доволно вода и тоа не е стратегија за дебелење, за слабење, туку тоа е стратегија како да не создаваш масти и да го оптимизираш метаболизмот да работи како што треба и да изгледаш добро и да се чувствуваш добро и да имаш доволна енергија. Така да мојот одговор на твоето прашање како чекори за да останеш фит е да си најдеш начин на живот кој што ќе ти ги задоволува потребите на телото.